Следите Трилинка во продолжение. Мој следен соговорник е писател, книжевен преведувач. Тој е автор на Отпечатоци врз Скотски мраз, приказни за тревите и другите приказни. Куфер за тројца, кој во 2016 влези во финалето за конкурсот Роман на годината. Потоа, последното име на иднината, како и Писмо за Глорија, кој исто така е роман кој влегол во потесната конкуренција за избор на Роман на годината. Живко Гроздановски пред речиси неполни 2 години беше против кандидат на последните избори за претседател на Друштвото на писатели. Тој беше против кандидат на сегашниот, се уште актуелен претседател Христо Петревски, од кого членовите на Друштвото на писатели бараат него повлекување, односно оставка и реформи внатре во Друштвото на писатели. Добре ден за Живко Гроздановски. Добар ден. Спомнато беше Христо Петревски, актуелен претседател на Друштвото на писателите. Господин Христо Петревски поднесе оставка пред некој ден. Значи, по втор пат, овој пат дефинитивна писмена до Друштвото на писателите. Што се случуваше во претседателството? Односно, што не направили, што требаше претседателот и претседателството да прават за Друштвото на писатели да функционира безпрекорно? Знаете, постои кај нас еден атавизам, еден рецидив од едно старо време каде што се замислува дека тој што е на чело или тие што се на чело, тие ги донесуваат сите одлуки, а тие што се на пониските позиции, тие само треба да слушаат и да се согласуваат и така се развиваат работите. Но очигледно дека тоа не функционира. И овој пат тоа беше клучното. Тој недостиг на комуникација и заедничко одлучување за настаните во ДПМ. Христо Петревски поднесе оставка, па потоа условно неполни 2 дена се пишмани. Рече дека оставката првична која ја дал била под притисок и закани. Кој тоа му се заканувал на претседател? Ако не се лажам, првиот пат ја поднесе оставката повикувајќи се на здравствени проблеми. Да. Потоа, после 2-3 дена, ја отповика неотповикливата оставка и кажа дека бил под притисоци, уцени и закани и затоа кажа дека се вратил на позицијата затоа што не поднел официјална писмена оставка до Друштвото на писателите. И по притисокот од јавноста, неколку дена подосна, веќе изјави дека поднел официјална и дефинитивна оставка од позицијата. Дали Друштвото на писатели во последниот период прерасна во друштво во кое пред се преовладува личните и индивидуални интереси, а не значењето и влијанието и пред се заложбите за да се промовира работата на Друштвото на писатели со еден колективен аспект. Па да, мислам, тоа беше очигледно и на сите ни беше очигледно, причина за тоа. Не би одел кон причините, но показател за тоа беше и самата репутација на Друштвото на писателите, која што во последниве 20 години беше во константна ерозија, што на крај кулминираше со оваа ситуација, со овој срам, да речем, што го имавме изминативе 2-3 недели. Немањето разговор, немањето комуникација, немањето меѓусебно разбирање, тоа беше она што ја да речем ја прели чашата, но тоа се должи на еден подолг период недоверба во друштвото, така, недоверба и во конкретни членови од друштвото, недоверба во самите себе, може да се рече и така, но тоа се сведе на ситуацијата што имаме сега. Кој зошто дозволи да се наталожат проблемите во Друштвото на писатели? Сега тука бараме вина, но не би наоѓал, не би вперувал прст во никого, само ќе кажам дека уште во 90-тите со некои одлуки, некои свесно, некои несвесно, веќе почнувале да се зачленуваат некритички
без строги критериуми да се зачленуваат членови во Друштвото на писателите. Потоа тука излегле во преден план некои лични интереси, некои поврзувања. Потоа доаѓа еден многу важен момент, тоа е промената на статутот. Тоа веќе се разнишува инфраструктурата по која што треба да се вози тоа возило наречено ДПМ. Гроздановски, Друштвото на писатели е формирано во далечната 1947 година. Еминентни книжевни имиња биле на чело на Друштвото на писатели. Од Блаже Коневски, Ацо Шопов, Славко Јаневски, Димитар Мирчев, Димитар Митрев, Гане Тодоровски, Петре Андреевски, Ѓорги Старделов, па се до Сонја Стојменска Елисер. Зошто е девалвирано Друштвото на писатели? Зошто стана безгласна буква последниот период? Па може да се рече дека стана безгласна буква затоа што го изгуби својот рейтинг, својот кредибилитет, своето влијание. Значи тие меѓусебни здружувања, тие интересни групи кои што се водат од мали интереси, од типот на разменување награди, од типот на еден таков клиентелизам, може да се рече. Тоа е се тоа нешто, мислам, тоа е дел од нештата што придонесоа друштвото да го загуби својот рейтинг, и тоа создава една клима, една општа клима на недоверба, на малодушност и на желба да се приграби во моменти, да се лови во матно во одредени ситуации, како што е сега оваа ситуација во која што се наоѓаме и во моментов. Така што треба да се има разбирање и да се пред се, јас верувам, имам верба во ова Друштво на писатели, зашто се покажа дека огромен дел од членството сака и заслужува да има Друштво на писатели. Така што јас повеќе би зборувал за тие перспективи и за можностите, отколку за тоа барање виновници и каде почнало оваа ерозија и како сме дошли до оваа ситуација ДПМ да биде безгласна буква во нашето општество. Ајде ако велите дека да го оставиме настрана минатото, да видиме кон нината. Каква перспектива гледате во Друштвото на писатели? Па така, каква перспектива? Некои мои пријатели, сега пред да почнам да зборувам, морам да го кажам, некои мои пријатели има речено, ти си премногу идеалист. И сега тоа ме става во позиција да размислам, ти си премногу идеалист. Добро, а што значи да се биде просечен идеалист или доволно идеалист? Значи, тоа значи да се помириме со медиокритет, да калкулираме, да се задоволиме со нешто, ајде, тоа е доволно. Значи, да се навратам на главното прашање. Какви се перспективите? ДПМ мислам дека има сјајна перспектива и затоа одговорив дека можно е да се кандидирам за една од овие две позиции. Зашто јас го гледам Друштвото на писателите како едно цврсто и стабилно друштво со стабилен статут и со писатели кои што можат да се изборат и за својот глас и за гласот на сите други членови, да се обезбеди нивна видливост и нивно присуство. Причина за ова ми е простиот факт што разликата во гласови беше 8 гласа. Меѓутоа не гласаа некои членови на ДПМ. Во меѓувреме се зачленија други членови со интегритет. Така што сега се потпишаа 100 писатели на овој повик да биде ослободено од заложништво Друштвото на писателите. Значи има тука една сериозна креативна маса, критичка маса од креативни и слободоумни писатели кои што доколку се има сложност би се избориле за едно стабилно ДПМ. Сега таа сложност е она каде што се растураат коцките. Тука излегуваат, нели, она што реков, да се лови во матно, некој да се бори за своји интереси, да се наметне, без да зема обзир заслугите на другите, но пред се без да зема обзир
без да ги зема предвид визијата и работата на другите. Ви благодарам за гостувањето во емисијата. Благодарам јас.